За нас е една голема колекција диносауруси, живееле пред многу милиони години и целата приказна поврзана со диносаурусите е многу атрактивна за децата. Приказната за диносаурусите е атрактивна и за Стефан и поради тоа неговата мајка Александра една посета во динопаркот всушност ја овековечила во сликовница. Ова е четврта сликовница поврзана со Стефан или петта? Трета? Во секој случај едицијата Патување, која има за цел да ги едуцира, но и да ги забавува децата, продолжува со најновата книга Стефан во динопарк. Јас искрено сум изненадена колку се популарни диносаурусите помеѓу и момчињата и девојчињата, а Стефан не е ништо поразлично дете од нив, па неговото љубопитство и љубовта кон диносаурусите го носи во посета на еден динопарк каде е исправен пред предизвиците да јава диносаурус, да биде палеонтолог, да го истражува нивното минато, историјата на диносаурусите и да се запознае непосредно со нив, нели? Всушност, што е она што го акцентирате освен посетата? Сликовницата треба да ги запознае децата со диносаурусите и да ја продлабочи или да ја пробуди љубовта кон нив. Така. Оваа книга е наменета за деца од предучилишна и рана училишна возраст или од 4 до 10 години. Има за цел да ги запознае децата каде живееле диносаурусите, што јаделе, со нивниот начин на живење, пред колку години живееле, значи пред се да ги едуцира, па така Стефан во динопаркот го пречекува спиносаурус со еден гласен поздрав. Диносаурусите го пречекуваат во овој динопарк, го јава афровенатор кој бил мошне брз. Велоцираптор се споменува исто во оваа сликовница, кој може би асоцира дека возел велосипед, меѓутоа ни случајно, но не бил помалку брз од останатите, дури можам да кажам дека бил мошне луд диносаурус и брз, од што го јава Стефан премногу брзо, затоа и се одлучува да го јава овој предатор. Капата му застанува на една од гранките во шумата, нели, од дрвја, а исто така непосредно се запознава и со Тирекс. Ги открива неговите коски во она атракција која е предвидена да истражуваат децата и со цел или да ја запознаат нивната историја. Се споменува и Трицератопс, значи една широка палета, нормално дека не може да бидат опфатени сите диносауруси, бидејќи имало навистина многу, меѓутоа оние што се најпопуларни, би рекла, опфатени се во оваа книга. Во секој случај учи Стефан за диносаурусите, учи и мама за диносаурусите и мислам дека добро сте ја совладале оваа лекција за диносаурусите. Па јас мислам дека приказната ја напиша Стефан, а јас само ја преточив во стихови. Кога имате едно љубопитно дете што постојано ве бомбардира условно со прашања и нормално кој е обкружено со многу енциклопедии како и сите деца фанови на диносаурусите, имате пред себе еден голем предизвик да учите се повеќе и повеќе, нели, за нив. И токму од тоа и произлезе посетата на динопаркот. После онаа теоретска подготовка, тој имаше желба, нели, да посети еден таков динопарк, му ја овозможивме или му ја реализиравме таа желба со посетата на еден од најголемите динопаркови на Балканот, би рекла. И јас воопшто не бев ни со намера дека ќе напишам сликовница или не отидовме, не отпатувавме со таква цел, меѓутоа од самото патување спонтано произлезе оваа сликовница. И секако, благодарение на неговите сугестии, нормално се консултирав и со него додека ја пишував книгата, бидејќи тој толку беше навлезен теоретски, каде живееле, со што се хранеле, во кој период живееле. Се уште е заинтересиран? Па тој сега има 9 години, можам да кажам дека последнава година веќе излезе од таа фаза. Меѓутоа, книгата е напишана пред 3 години. Тој започна да се заинтересира некаде од 3-та година за диносаурусите, меѓутоа братчето негово има 2 години и гледам дека веќе навлегува во светот на диносаурусите и подеднакво го интересираат. Во секој случај има одлични учители, нели? Еве и овде во динопаркот и има можност да ги запознае, предпоставувам, барем оние најзначајните диносауруси кои што чекореле по земјата. Сега е олеснителна околност тоа што не мора да патуваат километри и километри за да се сретнат со диносаурусите, туку веќе ги имаме, нели, во градот, па можат да си овозможат посета кога ќе посакаат. Игор, колку
допред Стефан во динопаркот знаевте за диносаурусите? Па морам да признам дека како дете, како на возраста на Стефан, веројатно и јас се сеќавам дека ме интересирале, тогаш не било толку достапно веројатно во тие години пред 40-тина. Сите тие информации околу диносаурусите, динопаркови не биле популарни, сега скоро е отворени овој во Скопскиот динопарк. Па после тоа, нели, како што кажа Александра, нели, детето излегува од таа нека фаза и до скоро додека илустрирав книгава, некоја посебна заинтересираност сум немал конкретна кон диносауруси, можеби повеќе спрема оној фантази моментот, каде што повеќе сум цртал и сум сакал да работам на тема змееви, кои што секако ме асоцирали и секогаш ме асоцираат на диносауруси, со тоа што имат крилја. Работев на таков стрип пред неколку години со некој фантази кај што цртав змееви и референциите за цртање змееви претежно ми беа диносауруси. И сега што е битно во оваа книга? Александра го направила текстот, напишала песнички и сега еден илустратор треба да внимава на песничките, треба да внимава и на некакви, да кажеме, историски податоци, ликовна форма и... Кога илустраторот го добива материјалот, поготово вака специфичен материјал, кој што е, да речеме, конкретен материјал во случајов за диносауруси, тешка е задачата, вака стартот е многу тежок. Јас сум човек што малце крева паника кој ќе ги добие тие првични материјали кои што треба да ги илустрира, го чита шпигелот, односно Word документот каде што стои се што треба да биде нацртано и почна она моја креативна можеби паника. Првите денови ништо не цртам. Првите денови се спремам како би почнал, прво цртам овде. Знам дека си направив список на сите тие видови диносауруси кои што се застапени во книгава, а не се баш малку. Па почна оној мојот истражувачки дел да ги пронедам фотографии колку што е можно по-релевантни. Нема од сите диносауруси некои, не знам, или мојот срч беше малце аматерски. Но мислам дека најдов од сите видови диносауруси добри референци. Сега, поентата, затоа што се работи за детска литература, за сликовница, е да биде реалистично покажано, да биде препознатлив тој диносаурус, но да биде малце на детски начин, за детското око малце поприемчив. Да не биде тоа реалистичен цртежи на кои што сме навикнати да ги гледаме во енциклопедии. Значи тоа не беше мојата, веројатно и на Александра, поентата. Значи треба да се задржи духот на стиховите, ако има хумористична нишка, таа да се долови, ако треба да излезе смешен диносаурусот во сцената, да биде бескрено смешен, а пак да биде препознатлив диносаурусот, значи за кој диносаурус станува збор. Така да на прилично комплексна работа е, можеби на почеток ајде бе ќе си црташ диносаурусчиња, тоа е за луѓе кои што немале прилика да работат вакви проекти. Ме радува фактот што од она што сум читала, според одредени истражувања, оние деца кои се интересираат за диносаурусите се особено интелигентни. Јас истото сум го прочитала.